Во рамки на 32-то издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот ори синоќа во јавната општинска установа библиотека Искра се одржа промоција на книгата протоиерей Миладин Михаилов «Живот посветен на молитвата» од авторите Ленчо Стоименова и магистер Маријан Гиовски. На промоцијата присуствуваа блиски на семејството на отец Миладин, а конкретно за делото говореа авторите и промоторите доктор Јасмина Дамјановска и Иван Котев. Книгата е поделена во 3 дела, или може да се каже и 4. Првиот дел е вовет, во кој авторите кажуваат како и зошто настана оваа книга, од една сосема случајна средба. Понатаму, најголемиот дел од книгата е лични кажувања на самиот протоиерей Миладин Михаилов. Неговиот живот во детали кажан, од неговото влегување во црквата па се до пензионирањето и малку период после тоа. Потоа следуваат 2 многу интересни случаи од неговиот црковен живот. Во неговиот 40 годишен црковен живот има многу случаи, згоди и незгоди, многу луѓе и лица, но ние како автори одбравме 2. За едната ќе кажам сосема кратко. 1972 година во Ризари фатила толку голема суша што немало чари и решение никако. Селаните решиле со поп Миладин преку молитви од Бога да измолат вода. Така се молеле, молитвите биле долги и за среќа по пладнето истиот ден заврнал дожд. За да биде случката уште поинтересна, секоја година в наредните години на истиот ден дождот доаѓа. Имено оваа личност е многу интересна. Уште првпат кога го запознав, ми го предизвика вниманието професионално како историчар, бидејќи живеел и работел во едно атеистичко општество и имал голема задача пред себе да ја возобнови црквата, односно да го приближи народот до црквата во подосоговските села, во големото село Ризари, Грдовци и повеќе места во Кочанско. Делувајќи во такви услови воопшто не било лесно, меѓутоа со духот кој што располагал отец Михаил, со мудроста, со желбата да направи што повеќе за спасение на своите верници, тој оставил траен белег во колективната меморија на луѓето кои што и ден денеска живеат на ова поднебје. Овие луѓе и не само тој, и многу други личности од Кочанскиот крај кои што се истакнуваат во некаква област, не смеат никако да бидат заборавени. Инаку се работи за значајно дело во кое преку личните остварувања и кажувања од обичните граѓани за отец Миладин се говори за големината на неговиот лик и дело, но и за непроценливиот траен белег кој што го остави во Кочани и околните населени места.